Почитувани, денес продолжуваме со објавување на нови детали околу луѓето блиски до Артан Груби. Луѓе кои вртат големи бизниси, но и функционерите во институциите од ДУИ кои тоа им го овозможиле. Вчера објавивме дека фирмата Метролаб, основана од Ермир Имами, кој бил вработен како шалтерски работник кај братот на Артан, Ветон Груби, добила акредитација за вршење на инспекција на мерила за зафатнина и проток на нафтени деривати и течен нафтен газ. Процес во кој учествува Бирото за метеорологија. Имено, според членот 6 од Законот за метеорологија, Бирото учествува во постапката за акредитација на лаборатории за калибрација и тестирање врз основа на Законот за акредитација и врши надзор над работењето на правните лица овластени за извршување на одделни работи од областа на метеорологијата. Такво правно лице е Метролаб, основана од Ермир Имами, во тоа време вработен кај Груби. Бирото за метеорологија е од клучно значење во целиот процес, затоа денес ќе презентираме факти која е Мерита Мустафаи, директор на Бирото за метеорологија, што се крие зад неа и каков имот. Мерита Мустафаи од ДУИ, која го овозможува бизнисот на човек близок до семејството Груби, во својот анкетен лист пријавила 2 стана во Тетово и едно теренско патничко моторно возило Шевролет Каптива. Сите на име на незиниот сопруг, но и 2 кредити, од кои едниот е еднаков со вредноста на станот во Тетово, кој е купен во истата година кога е земен и кредитот. Вака, анкетниот лист не е спорен, доколку не се знае фактот дека сопругот на Мерита Мустафаи, Елмир Мустафаи, поседува луксузна хациенда на Попова шапка од над 150 метри квадратни. Ова е хациендата на Попова шапка на Мустафаи, која овозможува човек близок до Груби да добие акредитација за баждарење на инструментите за точење на нафтини деривати и течен нафтен газ. А ова, почитувани, е имотниот лист на сопругот на Мустафаи, кој потврда дека истата е негова. Ова е анкетниот лист на Мерита Мустафаи, од кој се гледа дека истата не ја пријавила луксузната хациенда. Хациендата на Мустафаи е почната со градба во 2020 година. Тоа може да се види од сателитските снимки. Тоа е една година пред Ермир Имами, вработен кај Груби, да ја основа Метролаб, а истата е завршена со градба веќе август 2021 година. Ја има и снимката. Зошто Мустафаи не ја пријавила хациендата? Што се крие за тајниот имот? Со кои средства е направена хациендата? И дали семејството Мустафаи има доказ за потеклото на парите со кои е направена хациендата? Јавно ги повикуваме институциите, на чело со ДСК, но и јавното обвинителство и сите финансиски институции во државата, да отворат истрага и да утврдат со кои пари семејството на Мустафаи ја гради хациендата на Попова шапка, но и зошто таа не ја пријавила. Време е за одговорност на кадрите на СДС и ДУИ. А утре продолжуваме со нови детали за бизнисите на луѓе блиски до Груби. Ви благодарам. Прашање?